Денеска уште еднаш побаравме за прв пат во овој судски совет да се изземе, односно на тој начин да се провери дали судиите, како што каже Катица Јанева во незиното интервју за една од телевизиите, биле прислушкувани и дали со тоа се уценувани. За жал, како и во еден друг случај, судот реагира на начин што е незаконски, според сите информации што ги собрав од моите адвокати и од други правни лица. Со тоа ризикува во иднина да на некој начин сноси одговорност, но под притисок на политиката носи одлука со која што ги отвара барањата за проверка на тоа дали биле прислушкувани и со тоа уценувани судиите, така што во тој дух измина денот до сега и се гледа дека рочиштата се тераат на сила, се тераат што е можно побрзо да завршат. Спротивно од она што, например, како што разбрав од медиумите, денеска се случило во случајот Монструм, каде што станува збор за 5-кратно убиство на 5 млади лица, каде што, како прво, се одложило судењето заради болест на еден од обвинетите, при што, како што разбрав, истата она обвинителка Фатиме Фетаи, која што во случајот со општина Центар побара, кога еден од обвинетите беше болен, побара да биде уапсен, значи да биде притворен. Во овој случај не побарава притвор, иако во случајот Центар станува збор за една прилично бенигно обвинување, а овдека станува збор за многу тешко обвинување, односно за убиство. Таму за болен се бара притвор, тука кај 100 пати потешко обвинување не се бара притвор. И втора работа е што таму гледам им закажале за месец дена од сега, а нам ни закажуваат секој ден. Новина од месец мај што не ни закажуваат веќе секој ден, туку во некои денови по 2 судења на ден. Што е вака еден куриозитет во судството во Република Македонија. Во 2 работни дена се закажени по 2 судења и не знам што ќе прават, веројатно ќе треба да се согласуваат и нешто да прават. Само поколена информација, имаше фокус некој текст дека се може би во лоши односи со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Забележителна интенцијата на медиумите кои што се поддржувачи на СДСМ да цело време приказната ја дефокусираат на работи кои што се тотално несуштински, од типот дали ја и Мицкоски се гледаме, дали сме нешто скарани, дали не сме скарани, наместо да се фокусира на суштинските прашања во државата, како што е промената на уставното име, кое што СДСМ го подготвува, како што е, да речеме, законот за употреба на јазиците, кој што се донесе на сила и се донесе на еден неуставен начин, како што е, да речеме, договорот со Бугарија, кој што е штетен за нашата држава, се прифатија 3 точки кои што во иднина ќе има последици од нив. Значи, приметлив е начинот на кој што провладините медиуми кои што сакаат да ја дефокусираат јавноста од клучните, основните прашања, оние што ги засегаат граѓаните, вклучувајќи економијата, например, да ја префрлат на поле кое што е тотално ирелевантно, кое што не е суштинско за граѓаните и постојано бара дали еден со друг се видел, се слушнал, се погледнал, не се погледнал и така натаму. Тоа е една вака интересна ситуација. Сепак постои или не постои да се Тој се тера неговата работа, јас си тера мои обврски и тоа е тоа. Немаме ни време да разговараме или за било што друго. Вклучени сте на некој начин во преговорите за реформи сега, бидејќи сте нели пратени, преговорите за побрзо одвивање на реформите што се случуваат меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН во парламентот? Не се вклучени. Имате информација задоволни сте од она што до сега? Па како пратени, кога што пратениците имаме информација, јас го имам тоа. Задоволни сте од начинот како се решаваат работите до сега? Па не, мислам дека овие судски реформи што се прават се површни, односно дека нема да имаат некој посериозен резултат, затоа што клучната реформа е реформата во главите на политичарите и во главите на судиите, а тоа е спрегата меѓу политичарите и судиите, притисокот од политиката на судиите и послушноста и покорноста на судиите кон политичарите од власта, односно оние кои што ја имаат извршната моќ. И тоа со закон не се решава. Тоа е ментален склоп.
Добро, Тоа е партиска работа, тоа не е, тоа треба партијата да се воздржи од такви работи, судиите да покажат интегритет и така да действуваат во правец дека не е важно кој ги предложил или кој стои зад нив партиски или за која партија навиваат или во која партија припаѓаат, да судат согласно закон, а не да судат согласно очекувањата како мисли лидерот во нивната партија. Добро, ама баш во ваше време имаше баш такви обвинувања, такви забелешки и такви констатации од странски извештаи. Баш за ова што го зборувате. Во времето кога ние предводевме владата, јас и моите соработници, имаше секакви обвинувања, но она што судството сега го има допрено како дно, никогаш не се случило.